ние сме токму такви денеска, јас сум и во поголемо друштво. Драго ми е што во овие последни 20 и нешто минути во оваа емисија повторно имаме интересна тема, би ја нарекла сериозна, повеќе од интересна. Домакин на разговорот ќе биде мојата колешка Бојана Димитриевска-Марковска. Добро утро за тебе и добро утро за нашиот гостин, поранешен генерал во пензија Благоја Марковски. Добро утро, поздрав до гледачите. Так, говориме за безбедносната состојба во Македонија, бидејќи со оглед на информациите кои што ни доаѓа дека на Балканот делуваат 20 џихадистички кели, колку е загрожена безбедноста, Бојана, и какви се состојбите и какви се информациите кои што ти ги имаш? Така, италијанските тајни служби споделија некои информации кои ги имаат за состојбата во Европа и за џихадистичките ќели, како действуваат на Балканот. Информациите ги пренесе италијанскиот весник Il Tempo. Токму за тие информации, колку е загрозена безбедноста на Македонија, како действуваат овие џихадисти, односно повратници, зборуваме со воено-политичкиот аналитичар Благоја Марковски. Така, но веднаш после кратките реклами. Останете со нас. Ја стартуваме дискусијата која што ја најавивме пред рекламите. Колку е загрозена безбедноста во државата и што се ни предстои во периодов пред нас? Крајно сериозна тема на која што наш гостин е генерал во пензија Благоја Марковски и нашата колешка Бојана Димитриевска-Марковска. Се извинувам, само полковник во пензија. Полковник во пензија. Така. Добро утро до гледачите и до мојот соговорник уште еднаш. Благодарам што прифативте поканата да разговараме за оваа тема. Неодамна излегоа информации кои италијанскиот весник Il Tempo ги објави, а ги споделуваат италијанските тајни служби дека на територијата на Балканот во моментов действуваат 20 исламистички џихадјели, а целта им се терористички напади низ Европа. Оваа информација некако како да предизвика страф, особено кај балканците, со оглед на тоа што се потенцира дека толкав број има на Балканот. Предупредуваат италијанските разузнавачки служби дека повеќето од овие групи се на територијата на Косово, Албанија, Босна и Херцеговина, но дека постојат и во Црна Гора, Србија и Македонија, како што се тврди во текстот од весникот, и тие се инкубатор на безбедносни закани за цела Европа. Што значи ова? Дали е загрозена безбедноста на Македонија? Прво сакам да кажам дека ова информација не е нова. Ова е актуализирана сега со настаните на Блискиот Исток, односно војната меѓу Израел и Палестина. Актуализирана е затоа што овие ќели долго време обстојуваат на територијата на Западен Балкан и, како што рековте, апсолутно сите овие земји на Западен Балкан ги опфаќаат, односно се инкорпорирани во општеството во овие земји, но се појавија сега некои нови раздвижувања меѓу овие терористички ќели, што значи експлицитно ситуацијата на Блискиот Исток, војната меѓу Израел и Палестина, има своји рефлексии и последици и врз европските земји, посебно врз Балканот. Да ве подсетам дека по распадот на поранешна Југославија, на тој простор се појавија националистички, пред се националистички војни и во Босна и Херцеговина, и Хрватска, Србија, Косово, Македонија, така што дел како последица од тие националистички војни се создаваа разноразни ќели кои не беа задоволни со општествените настани на овој простор, и од тука да се подсетиме за Република Македонија 2001 година, кога се најдовме во ситуација на еден воен конфликт да ги решаваме проблемите внатре во земјата со оружје. И како последица на тоа, но и последица на сите други националистички војни во поранешна Југославија, се создава незадоволници или ќели кои потоа со цели на терористички атаци се обидуваат да ги разрешат проблемите, односно да ја етаблираат своето видување за правдата на овој простор. Од тука и Македонија не е имуна на тоа, особено ако се има во предвид дека и со војните во Ирак, Авганистан, Сирија се појави бегалската криза, меѓу тие бегалци се инфилтрираа и раздоразни
муџахедини, джихадистички, вехабистички поддржувачи и тие дел остана на просторот на Западен Балкан, посебно во Босна и Херцеговина, но и во Македонија еден дел, а поголем дел отиде во земјите на Западна Европа. И тоа секако ја промени безбедносната ситуација во регионот на Западен Балкан, па и на Европа, ако сакаме поглобално да разгледуваме. И како резултат на сето тоа, сега имаме малку посложена безбедносна ситуација, која од време на време постанува актуелна, посебно кога се создаваат воени жаришта, како што се овие на Блискиот Исток, како што беше и се уште е војната меѓу Русија и Украина. И во тој контекст се бара од безбедносните структури на секој од овие земји да се има предвид новонастанатата ситуација, посебно што за карактеристично за Република Македонија дека ние имавме наши граѓани кои се бореа, би рекол, за туѓи интереси по наше гледиште, но не и по нивно, на Блискиот Исток, имено негде околу 156 граѓани од Република Македонија отидоа на боиштата во Ирак и Сирија. Од нив во меѓувреме после 2020 до 2021-2022 година се вратија 83. На овие боишта се бореа и 9 жени од Република Македонија. Погина 38 наши граѓани, меѓу нив и една млада жена, така што сето тоа ги има последиците за безбедносната состојба во нашата земја и бара посебно внимание од страна на државните структури, посебно безбедносните структури, во вакви специфични услови и ситуации како што се појавуваат со појавата на разни воишта и борбени дејства, без оглед дали се раоѓа на територијата на Балканот или подалеку, како што е Блискиот Исток, се бара посебни мерки и активности за оневозможување на вакви раздвижувања на тие терористички групации. Ги споменавте актуелните конфликти, после оние случувања во Израел, некои европски држави веќе ги вратија граничните контроли и ги заострија контролите на своите граници. Сега, колкава е опасноста балканската рута да донесе нови радикални терористички закани за Европа? Ајде да ја појасниме прво балканската рута. Ајде. Со појавата на бегалската криза, почувајќи негде од 2015 година па наваму, таа балканска рута ја создава или е создадена на територијата, почувајќи од Турција, Грција, преку Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, Албанија и патот ги води кон Западна Европа. Реков дека меѓу овие бегалци кои навистина отидоа од своите огништа, животни огништа заради непостоењето на нормални животни услови, се инфилтрираа и многу идеолошки задоени со цели или предпоставени цели за терористички акти или освета на западниот свет, затоа што сметаат дека вклучувајќи ја тука и Македонија, Западот се бори против муслиманството и е против муслиманството во смисла на тоа што сите овие мировни операции што се изведуваа под закрилата на НАТО се одвива на територијата на Сирија, Ирак, Авганистан. И од тука овие идеолошки така задоени поединци и групации сметаат дека Западот, во тоа го вклучувам и земјите од Западен Балкан, се фактички непријатели на муслиманството, а нивната идеолошка матрица е тоа дека Западен Балкан, односно Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Јужна Србија, не знам, реков Косово, Македонија, се предодредени да бидат муслимански земји, односно да на тој регион или во овие територии владее муслиманството.
и од тука непомирлива е нивната идеолошка матрица дека тие мора тоа да го направат и во основа сите овие ќелии кои се формираат се фактички за нанесување на штета на овие земји од Западен Балкан. Во какви средини најчесто се враќаат повратниците? Сега вака, имаме две основни карактеристики на враќањето на овие учесници во туѓите борбени дејства на Блискиот Исток. Првиот е кога ќе бидат депортирани и тогаш ги презема Министерството за внатрешни работи и има докази дека учествувале во туѓи воени борбени дејства, а согласно кривичниот законник член 322 поврзан со 394 за терористички дејства, тие веднаш подлегнуваат под кривичниот законник во смисла на тоа дека им е запретена казна затвор од 3 до 5 години за оние кои директно учествувале во борбените дејства и повеќе од 5 години на оние кои ги организирале и ги испратиле на овие борбени локации. И во таа смисла тие што ќе бидат депортирани директно се под контрола на Министерство за внатрешни работи и судските органи кои преземаат мерки согласно кривичниот законник. Другата карактеристика на овие повратници е тоа што сами се враќаат и за нив е малку потешко да бидат идентификувани од причина што државните органи на нашата земја треба да располагаат со определени докази дека навистина тие учествувале во овие борбени дејства на Блискиот Исток и дека подлегнуваат на запретувањето од кривичниот законник. И тука е малку попроблематично со нив да се работи, бидејќи без докази ниедна државна институција не може да преземе никакви определени мерки. Сега, со оглед на тоа дека не е ова мала бројка, значи 156 граѓани на Македонија да учествуваат во овие борбени дејства, а потоа се враќаат со идеолошката матрица на така наречената исламска држава, каде што војувале, и сака таа идеолошка матрица да ја распространат во средините од каде се родени, односно од каде заминале на овие боишта. Заради тоа, 2018 година донесена е национална стратегија за борба против тероризмот и формирање комитет на државно ниво кој се расправа со овие проблеми на повратниците во смисла на нивна ресоциализација, повторно вклучување во нашето општество, па такви активности се одвиваат не само во Министерството за внатрешни работи, туку под раководство, велам, на овој комитет и во Министерството за труд и социјална политика, во образовните институции, па и во затворите. Во моментов во нашата земја има околу 50 затвореници, повратници од овие боишта од Блискиот Исток и со нив покрај другото, покрај оние мерки и активности што ги преземаат казнено-поправните домови, а најголемиот број се во Идризово овде во Скопје, ги преземаат и мерките што ги определува комитетот, а кои произлегуваат од стратегијата. Сега и тука имаме одредени проблеми. Колку може да се контролираат овие лица? И министерот Оливер Спасовски, кога се појави оваа информација од италијанските тајни служби, новинарите го прашаа колку е безбедна државата, што е со овие лица. Тој го даде одговорот дека со овие лица работат стручните служби, но прашањето е колку овие стручни служби и колку институциите во државата можат да ги контролираат овие лица. Значи, одма да се разбереме дека се станува збор за еден процес. Тоа не е активност кога ќе се врати повратникот и кога ќе се разобличи неговата идеолошка матрица, веднаш тој престанува да размислува на база на така е. Значи овде тој процес е долготраен и ќе трае се до оној момент додека
на вистина не ги убедиме тие лица дека се на погрешна патека и дека треба да се вратат во општествената сфера во државата. И како што споменав преска, дека најголем проблем е со оние за кои немаме потврда или Министерство за внатрешни работи и другите државни структури немаат потврда или доказ дека учествувале, а всушност учествувале. Тие и самите понекогаш се евидентираат со тоа што објавуваат по општествените мрежи, своји слики со оружје, со местото каде што војувале и така натаму, но има и оние кои тоа не го прават, а да се подсетиме дека сите тие отишле од неколку причини. Првата причина е идеолошката матрица. Значи, тие се задоени уште овде во рамките на своите општествени средини и местата на живење, па во определен период имавме и едно 4 џамии во Скопје, каде што се пропагираше улогата и предноста на исламска држава и така натаму. Втората карактеристика е тоа што одат луѓе и затоа што се сиромашни. Значи, економската нивна собствена ситуација ги натерала да заминат таму сметајќи дека ќе заработат пари. Сега, за жал, 38 од нив нити заработиле, туку ги оставиле своите коски на овие боишта. Овие што идат од идеолошка матрица, тие се најопасни. И со нив најмногу треба да се работи, затоа што тие и во прв момент одбиваат да ги прифатат сите оние мерки и активности кои државните органи ги спроведуваат со нив во смисла на нивна ресоциализација и враќање во општеството. Проблем е со оние за кои немаме директна потврда дека учествувале таму, како тие и нивните семејства социјално да се згрижат, како да им се помогне. Има кои се вратиле се ожениле тамо, па се вратиле назад со деца, не го познаваат македонскиот јазик, како нив да ги вклучиме во образовниот систем. И така. Сега има и податоци за една посебна екстремистичка група на Балканот. Цитирам дел од текстот на италијанскиот весник. Суштинските карактеристики на џихадизмот на Балканот се определуваат од транснационални и меѓуетнички мрежи, кои честопат имаат европски врски, а меѓу кои треба да се истакне и така наречената организација Лавови на Балканот. Посочената мрежа представува елемент од стратегија на исламската држава насочена кон зајакнување на нејзините периферни ограници со цел преземање офанзивни действија, наведува Ил Темпо. Што значи ова? Тоа значи дека овие ќелии кои се евидентирани, а веројатно има и други за кои се уште немаме конкретни податоци и кои обстојуваат и делуваат на просторот на Западен Балкан, не се сами. Тие се поддржани од земји од Блискиот Исток, ги финансираат, ги опремуваат, испраќаат своји представници на територијата на Западен Балкан, не само на Западен Балкан, туку воопшто во европските земји, и од тука зборуваме за транснационална категорија на терористички групации и ќелии на територијата на Западен Балкан и Европа, бидејќи не ги сочинуваат само домицилното население, тие кои живеат на таа територија, туку во нив се инкорпорираат, се вклучуваат и поединци кои доаѓаат од земјите на Блискиот Исток и кои се финансирани од истите овие земји. Затоа зборуваме за една таква категорија која е карактеристична за европското тло и која е сериозен проблем за безбедноста на сите земји во Европа, посебно на Балканот. Сузе, дали може би имаш ти некое прашање или за нешто што гледачите се интересираат, бидејќи постојано сте во контакт? Делумно гостинот ми го одговори. Прашањето не е, јас уште еднаш би го потенцирала. Што ги тера граѓаните на Македонија и на други балкански земји да војуваат за туги интереси? Да, тоа е тоа. Значи, комплексно е да се одговори само со една реченица, покрај идеолошката матрица, покрај
Дали се тие подоминантни што се заради идеолошка матрица или овие кои што одат по-добра заработувачка? Ја би ги категоризирал во три групации. Значи, идеолошка матрица, верата, муслиманската вероисповед, одбрана на муслиманството и третата е економскиот проблем на граѓаните. Секако, најнеопасни се овие кои идат од економски причини, бидејќи тие можат да бидат индоктринирани, може да кога ќе се вратат да ја носат полесно да се ресоциализираат. Но и полесно се ресоциализираат. Овие што се идеолошки задоени, тие се најопасните и главно тие се организаторите на територијата на земјите од Западен Балкан кои ги сите овие активности и планираат и реализираат. Благодарам. Рековте на почетокот, односно предупредивте дека треба да бидеме внимателни како држава и дека треба да ја контролираме ситуацијата. Споменавте дека може би бројката од оваа која што ја споменуваат италијанските тајни служби е повеќе од 20. Дали италијанските тајни служби овие информации ги имаат споделено со нашите државни органи, дали се споделуваат овие информации, зошто баш преку медиуми се лиферуваат? Баш ви благодарам за тоа прашање, тоа е многу интересно прашање. Значи, реков дека ова не е новост, не е од вчера, се следат тие активности. Македонија како членка на НАТО соработува со нивните структури и ги има сите информации и имаме право како членка на НАТО да ги имаме сите овие информации и од тука ова што Италија го сега изнесе во јавноста преку медиумите, ние фактички го имавме како податок и на наше државно ниво, но и на ниво на членките на НАТО. И од тука не само што се споделуваат тие информации, туку во меѓусебна кореспонденција и соработка се планираат и активности за борба против овој транснационален тероризам. Зошто преку медиумите се лиферуваат? Обично тајните служби не даваат информации на медиумите или барем се затворени во тој дел, зошто се пушта ваква информација преку медиумите? Дали може би за да биде внимателноста поголема, да се крене на едно повисоко ниво? Која е целта? Да, една од тие цели е и тоа, меѓутоа овде сега во овој период, кога започна војната меѓу Израел и Палестина, има битно раздвижување на овие терористички чели и од тука италијаните со тоа што го изнесоа во медиумите фактички сакаат пред европската јавност да изнесат еден проблем кој може да постане многу сериозен во иднина и дека треба секоја од земјите каде што се наоѓаат овие терористички чели да поведе посебни мерки и активности поврзано со нивните раздвижувања како последица на борбените дејства во Израел и Палестина. Италијанските тајни служби буквално го вклучија алармот дека треба да бидат државите подготвени и да следат што се случува во нивните кај нив. Ви благодарам за овој разговор и што ја прифативте мојата покана. Се надевам дека одговоривме на голем дел од дилемите кои постојат во јавноста поврзани со овие информации за џихадистичките ќели. Благодарам за поканата, ми беше задоволство. Благодарам и јас во името на целата екипа на утринската програма